Majka mi meni dava da zaljubam odlični ergeni.
Дами и господа, ценети гости, драги пријатели, мои сограѓани Валандовчани, добро вечер. Тука сме во Валандово, каде што се зборувани стих, а емоциите се пеат со душа. Се среќаваме повторно и повторно да ја сочуваме нашата традиција и да живее нашата валандовска, македонска песна. Вечерва сме овде заради стиховите, емоциите, создадените убави песни, создадени од наши посетни луѓе, нашите распеани валандовчани. Тие се гласот на нашиот град, тие се гласот на нашиот народ. Од минатото ни сегашноста кон иднината. Подгответе се, ви посакувам да имаме заедничка убава вечер. И следат кратки изјави од некогашните учесници од распеаните валандовчани. Пробите ги водише Леон Манчев, предпоставам. Он ги водише. И што е најважно, бевме точно на време, точнуваше секој ден. Чи одговорни? Одговорни бевме. И ако бе подозразни, секој се говорише време точно да биде на пробите. Пробите беа проблеми во гимназија. Тоа беше много точни, на време, требаше песни да се соберат, кој знаеше песни. Тоа се интересира, како дојдете до песните? Секој кажале по некоја песна, што од старите, например. Од мајка и намери што пеала, да речеме. И некои други што постари, што имаше родители постари, да речеме, они од нив си зема тие песни. И така дојдеме до тие песни што се пеја, например, на страна нешто, мислам дека е тоа автентична песна за Валандовчан и да го спева и тоа кажува дека е вистина песна за нив. После песни за Магдалена, момент, тоа е стара песна е пајале, тука на овој простор. И јас, например, не ги знаех тие песни, јас многу песни знаех, ама за тие песни ете прв пат. За нешто веќе знаех, ја играеме како деца, пеевме и играеме. Значи не, со пеење играеме. А за тие другите песни не знаех. Добро, за среќа, значи сте ги извлечели од заборов и се ставени на плоча да не се Да, например, кажа на помагал мале мојот стар татко, гневи конци што е дал и не можела да искане никога платното. И тие тоа песна, таа песна, акапела пеевме, јас немаме. Без музика, без ништо. Беше доста напорно, а просто е смешно, скупа на нека смеја. Оте бевме измолени, веќе бевме, нас не се плакаше веќе. Кога учествуваме во тоа, на нас не се плакаше веќе група. Оте таму затворени, никаде не излезеш, нели, дека се снима плоча. Да се снима песната. И на крајот ќе почнеме да пееме и ќе се смееме. И на крајот ќе колко они беа трпеливи и нас не изчекаа да се смириме и да ги одговорно да испееме и испејаме, мислам да одлично испееме. За како се одвиваше снимањето на Момпе и почетот на распеани Валандовчани? Се снимаше Лидо Манчев на покани да одиме на разговор, на проби, да пробувиме, да одиме во Скопје, да снимиме Валандовски песни. распеани Валандовчани. Ние проби имаме и за 2004 година одема на Скопје снимаме плочата снимаме Студиото за радио, телевизија Скопје
После тоа, в април месец, во градот се снимува. Во градот беаме во центарот на градот, беаме удиме на изворот и на манастирот. Тоа беше Леонид Манчев со нас и Јонче Христов. Како организатор. Да. На крај од снимањето дојдеме во градот Баландово, куќата на Доргелови се снима, сношти дојдов од Стамбул. Тоа е последното снимање. Ние беме со Боро Таневски домакини, а они дојдеа од Истанбул. Добро? Баш како што е на место. Да. Убава ангелско зборување. Нашите предци заслужуваат да покажеме почит и благодарност за ова нивно дело. Затоа го повикувам председателот на Распеани Валандовчани, господин Зоран Стојчев, да повели на сцена. Се слушаме, да. Драги гости, добро вечер и од моје име. Мило ми е што сте во толкова број вечерва, за да ја промовираме ова нова плоча на Распеани Валандовчани. Сосема е логично прво да се навратиме на корените, односно на таа првата плоча, бидејќи ако не беше таа, веројатно немаше да биде ни ова. Мораме да се подсетиме и да знаеме дека во тие далечни 70-ти години во тек беше еден грандиозен проект на тогашната национална телевизија Скопје, со кој проект се бараше од повеќе градови из Македонија да се соберат автентични локални народни песни, да се обработат и да се снимат, да бидат заштитени од заборав. Тоа во Валандово е прифатено веднаш и благодарение на тоа се извлечени од заборав овие наши 11 автентични валандовски песни. Заради таа причина, оваа наша прва плакета благодарност за заслуги и за трајни вредности ќе ја доделиме на човекот кој во тој период беше уредник во редакцијата за народна музика на таа национална телевизија Скопје и беше еден од идејните творци на тој грандиозен и многу значаен проект. Меѓутоа, освен тоа, евидентно е неговото присуство и неговата помош во Валандово при обработката на собраните песни, при нивното снимање во студијата на телевизија Скопје, па и после за време на снимањето на видеозаписите за тие песни во градот Валандово и околината. Меѓу другото, тој е еден од најдобрите македонски пеачи на народна музика, а сигурно е највлијателен и најхаризматичен. Сосема е доволно да кажеме дека тој е автор на македонско девојче, ој вардар е македонски, едно име имаме, а и за свирете ми чалги. Во таа чест за исклучителни заслуги и создавање на оваа трајна вредност, Распеани Валандовчани посхумно доделот оваа златна плакета крстена Леонида на Чичко Јонче Христовски. Петка Невенка ве поздравува сите и мене и ја е жал што не може да присуствува да ја земе наградата, ама има една убава причина за тоа. Само пред неколку дена доби машко внуче, така да навистина е оправдана, нека е живи и здрави.
ние ќе се потрудиме да ја доставиме некако наградата, а Чичко Јонче, твоите дела се вечни и ќе траеш и ти вечно со нив. Следниот лауреат е наш голем музички работник, кој исто така целиот живот го посвети на музиката и музичката култура. Наставник по музика, композитор, текстописец, организатор, визионер. Тој истиот 1974 година, благодарение на неговиот ентузијазам и упорност, за веќе споменатиот проект Распеани градови, во Валандово се собраа тие 11 народни песни, за кои тој ги направи сите аранжмани, ги спреми тие песни со распеани валандовчани и ги сними во студијата на телевизија Скопје. Така да, ако Јонче Христоски беше идејниот творец на тој голем проект, нашиот следен лауреат е негов директен и прв реализатор за Валандово. Но освен ова, тој е и еден од основачите на Фолкфест Валандово, како и негов прв и долгогодишен директор, за чие време од Фолкфест Валандово излегува безброј хитови, меѓу кои и Безвремен бисер балкански, Лихнин, Завет, Лична Валандовчана, Стариот Џунгушија и така натаму и така натаму. Но тој е и основач на Распеани валандовчани во 1973. Тој е негов музички раководител од почеток па до крајот на својот живот 2018 година. Заради сите овие трајни вредности, за сите години водени на Распеани валандовчани, за се што направи за нас како музичари, аматери и како личности, на нашиот учител, кој посветувам ова плакета за заслуги, која е крстена по негово име и се вика Лихнида. Леонид Манчев. Јас да го искористам овој момент кога сме кај Леонид Манчев, сакам да го представам овој ансамбл како што и тој не учеше. Распеани валандовчани се мост кој го поврзуват минатото, сегашноста и иднината. За минатото сите знаете дека си го сакаме и си го негуваме веќе 50 години, а најдобар потврда ева овде плочата денес. Но ние твориме и во сегашноста, ги знаете нашите неколку нови компонирани песни, од која една и ставивме на оваа плоча, и во тек е реализација на една нова музичка нумера за Распеани валандовчани, благодарение на нашиот голем пријател, текстописец Ѓорги Калајџиев, кој е овде и сакам да го поздравам. Чекаме другиот дел, музичкиот дел од нашиот Петар Ризов да го среди и се надевам дека многу брзо ќе имаме
нова номера за распеани Валандовчани. Но ние прифаќаме и нови предизвици, и нови технологии, и гледаме и кон иднината. Во овој случај тоа го направивме благодарение на наши деца, на еден валандовски стартап компанија, The Internet Company, кои со многу вложен труд, а со многу малку ресурс од аудиозаписи од гласот на Леонид Манчев, и тоа сепак успеја до некаде да го доловат неговиот глас, па така би било интересно да слушнеме кога би бил тој овде што би кажал. Драги гости, пријатели, голема благодарност до Мирко Попов и сите останати кои во овој проект дадов свој принос и им помогнавте на моите распеани валандовчани да ги заживеат повторно нашите убави валандовски песни. Деца мои распеани валандовчани, честитки за ново издадената плоча со нашите стари песни, со што им дадовте мал живот за нашите нови генерации. Јас се гордеам со вас и се радувам на секој ваш успех. Иако денес физички не сум со вас, благодарение на вештачката интелигенција, мојот глас повторно може да ви се обрати. Овој збор е мојот благослов за сите вас. Продолжете со песната, со дружбата и со љубовта кон нашето Валандово и нашите корени. Благодариме на The Internet Company за ова задоволство. Следниот наш лауреат е познат македонски музиколог, композитор, музички критичар и публицист. Роден е 38 година во Валандово, дипломирал на Факултетот за музичка уметност во Белград, а одсекот за музикологија. Работниот век го поминал како музички уредник и директор за музика во македонското радио и телевизија. Тој е еден исто така од основачите на Фолкфест Валандово, но и на неколку други фестивали, како Интерфест Битола, Еврофест и така натаму. Како наш валандовчанец, евидентно е неговото присуство и неговата помош, особено при снимањето на старата Монтвей плоча. Учествува и во подготовките и во снимањето во студиото на Скопје, на телевизија Скопје и при снимањето во Валандово и неговата околина. Неговата помош и присуство е евидентна и при реализација на значајни настапи на распеани валандовчани во тоа време, како например значајниот концерт кој распеани го одржува 1978 година во Кукуш, Грција. Во таа чест распеани валандовчани ја доделува тоа златна пакета на Костадин Костадиновски. За жал, со неговата фамилија не успеавме да искомуницираме и тоа ќе најдеме начин како да ги доставиме. Уживајте понатаму во програмата. И еве во 2025 година имаме ново снимена LP плоча на распеани валандовчани. Распеаните валандовчани заедно со Мирко Попов избраа 6 песни од првата плоча, а ја додадува и нивната нова химната на Валандова. И уште Мори Чупи Кострчанки, познатата песна од Егејска Македонија со која Мирко Попов има емотивна поврзаност. Распеаните валандовчани ја сакаат и на нивниот репертуар веќе долги години. Да го проследиме во живо настапот на нашите распеани валандовчани. Ке ги слушнеме со малот момент Свете Браво, Мори Чупи Кострчанки и Настрана Лешева. Да ги поздравиме, ќе пееме во живо, а да го поздравиме и оркестарот предводен од Петар Ризов,
музички продуцент од Скопје, со Ландовска потока, сака да се сретнеме, да се останеме и да договориме евентуално некаква соработка со Распеани Баландовчани. Мене името Мирко Попов ме подсекеше единствено од материјалите за монографијата за Распеани Баландовчани, односно се однесуваше на еден напреден младинец кој пред Втората светска војна заедно со Мише Камчев воделе младински тамбурашки оркестар и пееле македонски народни песни. Тој истиот после ослободувањето е еден од првите градоначалници на општината Баландово. Но овој Мирко Попов јас не го познав, така да бев принуден малку на интернет да истражувам за него. При тоа за името Мирко Попов излегуваат стотици написи со безброј улоги. Морам да ги прочитам, оти се многу. Вика диск джокей, музичар, вокалист, композитор, продуцент, текстописец, писател, глумец, радиски водител, уредник на канал 103, основоположник на електронската клубска сцена во Македонија, организатор на безброј музички настави и неколку фестивали, основач на издавачката куќа КМГ Recordings, кој досега има издадено 300 изданија и на сите се свири македонска музика, македонски автори на македонски јазик. И на крај пишува дека тој е таткото на урбаната култура во Скопје и Македонија. Тој на состанокот дојде заедно со уште еден наш баландовчанец, Роберт Алагјозовски. И тој запознав еден потполно скромен, смирен, културен лик, кој воопшто не губеше време и веднаш почна да ми ги објаснува неговите ландовски корени од татко, неговиот татко Константин, дека е внук на стариот Мирко Попов и дека како мал бил овде по цело лето, тој со невиден жар и ентузијазам објаснуваше дека чувствувал потреба, речиси обврска, кон неговиот татко и неговите и наши предци. Да со помош на Распеани Баландовчани ги сними тие наши изворни и автентични мелодии и така освежени со помош на неговата КМГ Recordings ги стави на нова плоча. Соработката беше образложена пред сите членови на ансамблот Распеани Баландовчани и прифатена нормално веднаш од сите, така што после 50 годишниот настан за Распеани Баландовчани, кој се одржи во ноември 2023, веднаш почнавме со проби за избраните песни кои треба да се снимат на новата плоча. Истите веќе во декември, значи само последен месец, во просториите на гимназијата во Баландово, заедно со Мирко Попов и неговите сниматели Владан и Павел Дробицки, беа снимени сите мелодии во еден ден. Може аплауз за звуки. Сега да уживаме со средбата која што има Распеани Баландовчани во таа 2023 со Мирко Попов. Ова се убави фотографии, убав спомен за сите вас. Како изгледаше снимањето на ова LP издание? Има убава атмосфера и позитивна енергија помеѓу сите учесници, кога некој ги нарече Распеаните аматери, мислам дека зорки, аматери и професионалци се чувствувате како професионалци. Убави фотографии, навистина. Ова останува за секогаш. Но Мирко
Попов се среќа во раководството на ансамблот во октомври 2023 година. Разберни валандовчани едногласно прифаќаат идејата на Мирко за реиздавање на нивните песни на најквалитетниот носач на звук винил. Во ноември 2023 кога се одржа 50 годишниот јубилеј при што беше промовирана и новоиздадената монографија на разбеани валандовчани, веднаш се пристапи кон увежбување на песните кои ќе се снимаат за новата плоча. Интензивните проби ги водеше музичкиот раководител Петар Ризов, кој заедно со оркестарот ги правеше аранжманските освежувања, особено за инструментите кои што ги нема на старата плоча. Со дозвола од СОУ Гоце Делче Валандова, нашата гимназија, снимањето беше обезбедено и требаше и свативаше во еден од кабинетите, и тоа сабота и недела, кога учениците не доаѓаат на настава. Договорот беше 4 песни да се снимаат во сабота, 4 песни во недела. Во 10 часов Мирко Попов и неговите сниматели Владан и Павел Дробицки се на своја позиција, подготвени со својата опрема, и така се започнува со снимањето. Како за на проба, се испеа сите песни, додека се имало кратка пауза, доаѓа Мирко, така насмеан и вика: добро е, имаме материјал. Колективно испеавме 2 од песните и така снимањето наместо да е 2 дена, го завршуваме во 1 ден. На големо задоволство и на разбеаните валандовчани, и на Мирко, и на неговата екипа. Велат расказите од нашите разбеани валандовчани. Инаку, нашите валандовски македонски народни песни не се само музика, тоа се живо наследство. Пренесени низ генерациите, тие ги обликуваат корените на нашата музичка култура во земјата и продолжуваат и натаму да инспирираат нови креативни насоки. Нашиот Почитувани пријатели на музиката, како музички раководител на оркестарот и пејачите, за мене беше голема чест и одговорност да бидам дел од овој значаен проект. Заедно со целата група вложите многу љубов, труд и посветеност за да ги пренесеме овие изворни валандовски песни со автентичен дух, но и со нова енергија што ќе ги направи поблиски за идните генерации. Сето тоа го успеавме да го реализираме во еден ден со така нареченото лайв рекординг, односно снимање во живо, каде што сите учесници снимаат како да се на жив настан. Тоа си има своји предности, но треба сите инструменталисти и пејачи да бидат многу добро увежбани. Затоа јас како музички раководител заедно со оркестарот, значи внимателно ги аранжираме песните, истото го сториме и со пејачката група, каде што ги увежбувавме песните индивидуално и после со хорското пеење. Особено сме благодарни што имаме можност да соработуваме со Мирко Попов, човек со големо срце и уште поголема љубов кон македонската музика. Иако денес не е меѓу нас, неговиот труд и визија
остануваат врежени во оваа плоча. Со длабока благодарност и почит за Мирко, за песната, за Ноа. Овој проект неспорно е замисла на Мирко Попов, кој веројатно му тлеела во мислите еден прилично подолг период. Како што и тој самиот ни кажа во неколку наврати, инкогнито следел неколку настапи на нашите распеани волондовчани, за да потоа конечно предложи соработка. Но освен идејата, уште поважна е неговата силна заложба и ангажман да се анимираат сите, ансамблот, неговиот тим и сите останати необходни фактори за да сето тоа се реализира. И оно што најмалку можеме да направиме, да дадеме признание и должна почит кон заслужните. Го поканувам на сцена председателот на распеаните Валандовчани. Зоки Повере. Драги пријатели, ние денес всушност се собраме да одадеме почит и огромна благодарност кон Мирко Попов, уште едно големо име на македонската музичка сцена. Човекот кој го вгради својот идентитет во новосоздадената македонска музичка сцена и придонесе Скопје да стане достоен центар на урбаната култура. Но оној нашиот Мирко Попов, по потекло валандовчанец, тој уште од мал престојуваше по цело лето во Валандово и беше всушност принуден по цел ден да ги слуша распеани валандовчани од таа старата плоча. Така да тој негов најдлабок музички корен излезе на површина 2020 година, кога по негова иницијатива и огромна заложба, заедно со нас успеавме да ги преработиме, да ги освежиме нашите стари валандовски песни, но да останат сепак верни на својот оригинал. И така необработени, како што тој ги замислуваше, да ги ставиме на новата плоча. Со промоцијата на оваа плоча ние всушност символично остваруваме една негова голема желба, а тоа е враќање кон корените и нивна популаризација за нашите идни генерации, затоа што оваа плоча ќе биде за нашите идни генерации. Заради сето тоа, со особена почит и благодарност, ансамблот распеани валандовчани поскумно му доделуваат плакета на Мирко Попов за неговиот исклучителен придонес, силен ангажман и создавање на трајни вредности кои ќе останат како наследство на македонската култура и музика. Валандово секогаш ќе биде благодарен. Јас сега си дозволувам да ви се обрекам во прво лице, бидејќи ве чувствувам како пријатели. Благодарам на градоначалникот и на општината. Вие покажувате како се цени и сака локалната култура, како достојно се дава почит на прогресивни умови од светот на културата и музиката во нашата земја, а со тој се покажува како се сака Македонија. И многу ви благодарам за тоа. Мене ми е чест повторно да бидам тука со вас на оваа сцена и за сите убави зборови и мисли што ги кажавте за Мирко. Мирко беше
визионер. Се почнува од една идеја. Неговата идеја беше оваа земја да стане подостоинствено, современо и убаво место за живење. И идејата, ако не се работи, останува само на ниво на сон. И сега тој неуморно работеше, тој сон да стане реалност. И во тој контекст убаво е кога исто така подеднакво значајно да имаш соработници, партнери, пријатели кои што со ист жар ја гледаат таа жива култура и викаат одиме, ќе направиме. И еве сега резултат од таа соработка е токму оваа плоча. И јас лично сакам да се заблагодарам на креативниот тим со кој што до крај го изведевме процесот за да го имаме во издание. Ги видовте Владан и Павел. Владан исто така неуморно работеше на мастерингот, што значи овој снимен материјал да дојде до перфекција на звук за издавање на винил. Исто така би сакала да се заблагодарам многу на професорот Константин Динка. Би кажала веќе и мој пријател за ова извонредно, автентично, прекрасно уметничко решение. И на крај би споменала и уште неколку луѓе кои што, ете, можеби вака не се спомена до сега, но мене ми се значајни, а тоа се Роберт Лагјозовски, кој што го воспостави овој контакт за да почне целата моја соработка, и двајца музички професионалци, Виктор Рубен и Филип Тасевски, со кои сочасно неуморно го преслушувавме првиот тест пресник да видиме дали е секако што треба за да искочи оваа плоча во соодветниот број на издание. Така да, многу ви благодарам. Чест. Следната плакета ја доделуваме на еден од водечките македонски джез музичари и тромбонист. Тој е исто основач на издавачката куќа ПМГ, кој и во овој проект беше рамо до рамо со Мирко Попов. Благодариме за твоја исклучителна подршка, професионализам и несебична посветеност во создавањето на нова плоча. Со своето дело, ентузијазам и љубов кон музиката остави траен белег по збогатувањето на музичкото наследство на Валандово. Господинот Владан Дробицки, кој за жал поради обврски е оправдано отсутен, така да пакетата веќе ќе се организираме да не добиме. Одиме понатаму. Следниот лауреат е нашиот музички раководител. Ублагодариме за прифаќањето на овој големи интересен предизвик без размислување. Благодариме за безбројните проби, за убавите украси со твојата флейта и за целиот твој ангажман. Петар Рисов. Следниот е исто така наш валандовчанец, но еден од најзначајните македонски графички дизајнери, сликари и професор. Тој се смета за основоположник на македонскиот современ графички дизајн и иноватор во ликовната уметност. Долгогодишен професор на факултетот за ликовна уметност, чии графички решенија ги среќаваме секојдневно како препознатливи логоа на познати брендови.
А ние, Баландовчани, при секое ново гледање се уште се восхитуваме на неговите две безвремени дела, изложени во холот на Домот на културата 25 мај. Баландовчани ти благодарат за сите убавени создадени од тебе, ако и не окружуваат секојдневно. А ние, распеани баландовчани, за прекрасната обивка на нашата плоча. Господин Костади Динка Танчо. Јас сум возбуден, морам да кажам, од чиста причина, што ова вечер се што се случува, а по природен искораш не си го заборил детето во себе и со тоа да се и ден не живе. Да биде само една препорака. Не го заборај да ваш детето во себе. Тоа сте вие, Баландовчани. И секако огромна благодарност за човекот кој наша континуирана поддршка во многу наши проекти, а особено овој проект. Тој многу добро ја разбира нашата мисија за зачувување, негување и промоција на нашата баландовска музика, која е наше културно и идентитетско наследство. Да се биде или не, ни значеше поддршката од тебе и од твојот тим. Ви благодариме што бевте со нас при создавањето на оваа трајна вредност. Градоначалникот на општина Баландово, господин Перо Костадин. Јас само би рекол од име на сите граѓани на општина Баландово дека општина Баландово е горда што ги има раскреани баландовчани и што го има Мирко Попов и драго ми е на сите кои што работевте на овој проект, бидејќи ова е проект кој што ќе остане и ќе биде гордост за нашата локална заедница. Навистина го читувам и посакам да продолжите во истото темпо да имаме уште вакви многу дела. Благодарам на сите. Вие продолжуваме понатаму. Благодарам се многу. Честитки за сите. Добелува плачат. Вистина. Интересираше што е понашто младен страна. Од едно време ни одрадија. Но снимањето на новата LP за распеани баландовчани беше еден вид инспирација за креирање на нови видеозаписи. Така да во април 2024 година, онака само иницијативно и аматерски, со помош на нашиот Ристен Дунуджиев, беа режирани, снимени и измонтирани видеозаписи за две од песните на распеани баландовчани. Имаме чест вечерва промотивно да ги проследиме. Уживаме. Zašli
најшето во Ландова. Верувам дека вечерва, кога ќе заминеме тука, ќе останат убавите спомени. И уште нешто. Осред 50 години во Ландово промовираме плоча, не на друг, туку на распијани Воландовчани. Нека се слуша во наредните 50 години. Ви благодарам што бевте дел